Се зголемува бројот на паралелки во дуалното образование во охридските средни стручни училишта. Интересот за запишување кај учениците од година во година е се поголем, а училишните центри се трудат да креираат програми да воведуваат нови профили на струки во текст со технолошкиот развој. За наредната учебна година 26-27 имаме предлог доставено до локална самоуправа, односно да препрати до Министерство за образование и наука за воведување на нов профил од машинска струка, тоа е машински техничар за моторни возила на алтернативен погон, следејќи го трендот на нови возила, нови технологии. Гледаме бројот на дуални паралелки се зголемува, интересот на запишување ученици секоја година се поголем и поголем. Од оваа година во училиштата се воведе и координатор за учење преку работа согласно измените на Законот за средно образование, а се црпат искуство од странство. Во суштина ние сме врската меѓу училиштето и компанијата, или мостот меѓу теоретското знаење и практичното образование. Морам да кажам дека имаме многу добра соработка со компаниите, редовно преку состаноци ги следиме учениците, како тие напредуваат, како е прифаќаат новата работна средина со оглед на тоа што тие имаат само 16 години кога почнуваат во учење преку работа во толку сериозни компании. За време на нашата посета во Словенија се запознавме во целост со начинот на реализација на практичната настава во дуалното образование во Словенија, се запознавме со одредени позитивни практики. Од општина Охрид велат дека вложувањето во младите е вложување во иднината на градот. Бенефитот од ваквиот социјален диалог е взаемен за сите вклучени страни, што значи важен е за самите институции, важен е за образованието, за работодавачите, за работниците, во крајна линија е важен за локалниот економски развој. Инаку во електромашинскиот центар Свети Наум Охридски 8 години се воведува дуалното образование. Од почетоците во 2018 кога биле запишани 17 ученици. Денес дуалните паралелки бројат 585 ученици во сите струки и профили. Нина Ритоновска, Сител телевизија.